Отворено студио. Општински подиум. Со градоначалниците од блиску. На општинскиот подиум денеска со нас е градоначалникот на општината Демир Хисар, господинот Љупчо Блажевски. Роден е 1967 година. Завршил земјоделски факултет и по вокација е дипломиран инженер агроном. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата да учествувам во вашата емисија. Поздрав до слушателите на Македонското радио, а воедно сакам на сите православни христијани да му ги честитам и великденските празници, да му посакам многу среќа, многу здравје, многу мир и спокој. Ви благодарам на честитките. Да започнеме со глобалните и сумираните резултати што се постигнати минатава година. Значи, со самото доаѓање како градоначалник на функцијата градоначалник на општина Демир Хисар, морам да потенцирам дека мојата цел и комплетниот мој ангажман за развој на општина Демир Хисар се заснова на искористување на поволната географска положба, зачувувањето и унапредувањето на природните богатства, затоа што ние не можеме да ги создаваме, туку можеме да ги заштитуваме и уредуваме, искористување на расположливите ресурси, изградба на комунална и патна инфраструктура, како и потенцирање на афирмирање на природните убавини, историски знаменитости со нормално негување на традицијата и културата. Така. Само така ќе станеме општина со пристојно и квалитетно место за живење, привлечна за многу гости и туристи, а нормално и она што сите го посакуваме, нели, доаѓање на потенцијални инвеститори. За сето тоа да го сработиме, навистина работиме тимски, транспарентно, посветено и многу одговорно. Вие сте прв пат градоначалник на општината Демир Хисар и би ве запрашала сега за стратегијата за економскиот развој на вашата општина. Изминатата година направивме и испорачавме резултати за респект. На некој начин што представува и реалност од она што ги имавме ние планирано. Она што е битно за секоја општина е секако и што ги тангира најповеќе граѓаните на општината е локалниот економски развој. Кога се зборува за оваа тема, секогаш треба да се има во предвид, значи и што е многу значаен податок, дека продолжуваме и ја развиваме стратегијата за локалниот економски развој на општината, која што се уште за жал се смета за неразвиена. Изминатата година беше година кога ти потенцирам, имаше голем интерес за потенцијални странски инвеститори, Така? кои што за отварање на бизнес во Демир Хисар, повеќето од нив беа заинтересирани за така наречените brownfield инвестиции, односно инвестиција каде што се инсталираат опреми во постојачки веќе адаптирани простори, објекти во сопственост на општината. Како општина, ние во собственост немаме многу такви објекти, така да во повеќе наврати ние потенцијалните инвеститори ги спојувавме со оние приватни стопанственици што имаат неколку такви објекти и она што беше наша обврска е да ги договараме инвеститорите со собствениците на објектите. Кога е во прашање објект на локалната самоуправа, тоа е еден добар пример со Гришко, кој што пред 2 години влезе со првиот негов погон во село Слепче, Така? каде што има моментално 74 вработени. Можам да кажам дека моментално вработените имаат прекрасни услови за работа и мора да се потенцира тука дека и оние месечни примања што ги имаат се навистина се презадоволни, се пристојни, така. Дека Гришко е навистина наш партнер, не само на Република Македонија, туку и нормално и на општина Демир Хисар, говори и податокот дека моментално работиме на вториот објект, кој што е веќе во собственост на локалната самоуправа. Од пред неколку дена веќе со одлука на влада се загарантира собственичкото право на тој објект, така да за скоро време очекуваме во општина Демир Хисар да почне со адаптација и реконструкција вториот погон на Гришко, каде што се планираат меѓу 160 и 200 вработувања. На тој начин се подобрува социјалната слика во општината, секако можноста за останување на младите луѓе во општината Демир Хисар, а генерално и за подобрување на економската состојба на општината. Што е најважно, нели, во случајов, да ве прашам што станува со урбанизацијата тука, да не ја заборавиме. Така, па кога урбанизацијата во прашање, навистина еден податок ќе кажам дека општина Демир Хисар како
административна целина е од 1945 година, постои. Значи, оваа година имаме на некој начин јубилеј, 70 години од постојањето на општината, и дека за прв пат се донесува генерален урбанистички план во општината. Оваа ситуација ја спомнувам затоа што со донесувањето на генерален урбанистички план придобивките се повеќе кратни. Една од нив е што во самиот урбанистички план е планирана и мини индустријска зона. Што би значило тоа? Да објасниме малку. Значи, се работи за ќе заградат објекти од лесна и незагадувачка индустрија, а исто така со самиот урбанистички план веќе ќе се вклопат и некои објекти со услужни дејности кои имаат третман на бесправни објекти. Така да веќе од сега за самата зона имаме повеќе заинтересирани инвеститори кои што се пред се од домашни инвеститори кои што сакаат да вложат во индустријската зона. Се работи за 8 плацеви, односно површина од 50.000 квадрати, што секако дополнително би значило подобрување на она економска состојба и клима во општината Демир Хисар. Тука и локалната патна инфраструктура по градежната експанзија што се случи пред 2 години. Имаме ли промени на овој план? Така. Па во 2013 година реализиравме повеќе проекти во поглед на патната инфраструктура. Се работеше за околу 10 километри асфалтирање на улици и патишта. Пред се можам тука да ги споменам патниот правец меѓу Загориче, Утово и Стругово, патен правец во Суводол, во Сопотница. Така. А во 2014 година повеќе се насочивме кон изградба на плански документации за останатите патни правци. Ќе го потенцирам во почетокот на 2014 година се изгради патен правец за село Брезово, значи во должина од 2 до 2 и 2,5 километри, од место викано Турла до Брезово. Потоа од временските услови не послужија и крајот на 2014 година да изградиме уште километар асфалт во улиците во село Слоештица, местото на родното место на Петре Андреевски, каде што од пред 7 до 8 години се работеше за фекална канализација, така да инвеститорот не ги имаше вратено во провитна состојба улиците, моравме да се снајдеме со финансиски средства дополнително, така да и овој проект пред изминатата година, крајот на 2014 година го реализиравме. Тука кога сме да го споменеме и комуналното уредување, како стоите на овој план? Кога се работи за комуналното уредување, ќе споменам дека пред се тука се мисли на водоснабдителните системи. Така, водоводна мрежа. Водоводна мрежа, да. Сакам да потенцирам дека повеќето се работи за водоводни системи кои што се навистина веќе изработени неколку децении наназад, се работи повеќе за нивна старост и трошност, така да она што ние како локална самоуправа заедно со комуналното предпријатие, ние имаме таа законска обврска за да ги превземеме, ги уредуваме и да ги стопанисуваме. Таков беше примерот со водоводот во Стругово, каде што заради се направи комплетна реконструкција и заедно со моментално комуналец го превзеде и едноставно на општо задоволство на граѓаните на село Стругово. Истото тоа се направи за населено место Загориче и Утово, каде што се направи нова пумпна станица и нов резервоар за вода. Исто така тука веќе сега немаме проблеми со водоснабдувањето. Такви зафати се направија во населено место Вардино, каде што комплетно со средства од локалната самоуправа беше саниран резервоарот. И уште еден зафат направивме во еден дел од водоводна мрежа во село Прибилци. Убаво е ова да се чуе, почитувани слушатели, сите вие што сега се вклучувате, да подсетам, ова е Македонското радио, Радио Скопје, општински подиум, отворено студио. Гостин со говорник е градоначалникот на општината Демир Хисар, господинот Љупчо Блажевски. Бидете каде што сте. Со градоначалниците одблиску. Го продолжуваме разговорот со градоначалникот Љупчо Блажевски од Демир Хисар. Споменавме за инфраструктурата во вашата општина, сега да поминеме на нешто друго. Како стоите со реализираните проекти во областа на туризмот и културата кога е Демир Хисар во прашање? Па така, ние како локална самоуправа, развојот на селскиот, манастирскиот и културниот и сите други форми на алтернативен туризам ни се една од врвените приоритети. Така? Во контекст на една долгорочна заложба, минатата година општината направи еден голем исчекор
инвестирајќи сопствени средства во изработка и поставување на вертикална туристичка сигнализација, промовирајќи неколку локалитети како потенцијални туристички дестинации. Така во рамките на манифестацијата Денови на Смилевскиот конгрес во мај минатата година ја промовиравме туристичката сигнализација во село Смилево. 2 месеци подоцна, по повод прославата од 1000 годишнината од постојањето на манастирот Свети Јован Претеча кај село Слепче, исто така беше промовирана туристичка сигнализација што беше поставена во градот Демирхисар, па се до населбата Слепче и патот до манастирот. Исто така, по примерот на другите градови, во 2014 година успеавме да реализираме културна манифестација со исклучително богата содржина. За што станува збор? Така, се работеше за милениумска манифестација 1000 години од постојањето на манастирот Слепче, Свети Јован Претеча, кој што сепак морам да спомнам дека датира од 7 век, 1000 години од постојањето на населбата Слепче и 1000 години од смртта на цар Самуил. Така да тие трите работи одеа нели во едно. Сето тоа ние го крстивме како Демирхисарско културно лето. Почетокот беше од Иванден и траеше се до Мала Богородица. Значи некаде околу 3,5 месеци беше културното лето со многу настани. И многу посетители, и многу посетители секако. Со што покажавме дека и ние како општина знаеме добро, можеби подобро да организираме големи културни настани со висока уметничка вредност. Иначе, сите тие културни активности во општината што беа минатата година, посебно го ставија во центарот, како што спомнав, селото Слепче, место кое што можеби од порано го заслужувало ова внимание, отколку што претходно му било дадено. Пред се заради манастирот Свети Јован Претеча, кој што навистина е и од минатата година навистина многу посетуван. Покрај другото, сакам да кажем и потенцирам дека во 2014 година Општина Демирхисар започна и позасилено и понагласено да го развиват интересот нели за развој на културата како први позначен исчекор што го направивме изминатата година. Во таа функција беше и проектот со цел преку посетеноста на културните настани да се зголеми посетеноста нели на сите оние наши туристи, гости што сакаат да го посетат Демирхисар, пред се љубителите нели на овој што викаме развој на манастирскиот туризам, но и сепак можам да кажам и за оние љубители на недопрената природа. Сепак Демирхисар значи за еден природен ареал каде што навистина имаме прекрасни места и за сите оние што се љубители баш за таа недопрена природа. И за чист воздух. Во секој случај чистиот воздух нели и таа недопрена природа. Уште една таква информација сакам да споделам со слушателите, што е во контекст на зголемувањето на интересот на туристичката понуда. Малкумина знаат дека во село Брезово, место каде што и во тој регион каде што со своите херојски подвизи ги направил легендарниот војвода Јордан Пиперката, постои се уште одбрамбената кула, која што е опеана во она народна песна Јордан седи на кулата. Ние заедно во соработка со Завод и музеј Битола и со помош на локалната самоуправа направивме еден проект, направивме сериозни градежни зафати на кулата. Исто така за во текот на 2015 година сакаме да направиме уште внатрешно и надворешно да ја опремиме таа кула, како би била уште едно од потенцијалните места каде што луѓето би можеле да не посетуваат. Исто така, кога го спомнав Завод и музеј Битола, ќе спомнам уште еден проект што аплициравме до Министерство за култура за препокривање на кровот на црквата Свети Никола во Слоештица, или позната како Топлички манастир, кој е уште еден значаен културен историски споменик за општина Демирхисар, кој што за понатаму навистина сакаме да го заштитиме и да го промовираме. Убаво. Господине Блажевски, сега би ве запрашала за соработката со невладиниот сектор. Како стоите на ова поле и преземате ли одредени проекти на овој план? Така, посебно сме заинтересирани за соработка со невладините организации, кои поединечно аплицираат со така наречени партнерски проекти. Минатата година имавме еден одличен проект, реализиравме одличен проект со Сдруженијето на слепи лица и лица со оштетен вид од Битола. Тоа е регионално здружение, значи за Демирхисар, Ресен и Битола. Направивме една обука за слепи лица за работа со компјутери.
По оние информации што ги имаме, може би еден од ретките проекти, да не речем и единствен, каде што 11 лица се здобија со лиценци за работа со компјутери. Исто така, за 2 нецели месеци, со заеднички проект на локалната самоуправа, со Центарот за поддршка на лица со попреченост, порака од Демирхисар, работиме на изградба на еден социјален клуб. Значи, клуб за да не престои на нашите сограѓани со посебни потреби. Значи, водите грижа и за нив. Тоа е навистина убаво да се слушне. И сега, кажете ми, каде се очекуваат најголемите вложувања во вашата општина, според планираното? Да, за 2015 година еден од покрупните или покапитални проекти ќе биде и асфалтирање на патот од околу 6 километри до манастирот Свети Петар во село Смилево. Значи, Смилево е исто добро место, добра атракција туристичка што сакаме да испромовираме за нашата општина. Сепак таму е родното место на Даме Груев, таму е одржан Смилевскиот конгрес. Тоа е едно од поголемите проекти што треба да го реализираме за 2015 година. Понатаму ќе имаме асфалтирање во село Суводол на километар улици, исто така со пред 5 до 6 години каде што е работена фекална канализација, сепак улиците останаа руинирани, не асфалтирани. Се работи за асфалтирање понатаму во село Слепче, Така? И улици во Демирхисар. Моментално работиме на проектна документација за уредување на тротарот во Демирхисар, во централното градско подрачје, во должина од 1,5 километри, каде што сакаме да... Тоа е посебен проект што ќе моментално работиме на проектната документација. Со поддршка на владата на Република Македонија, пред се Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, веќе готови се проектите за еден водоснабдителен систем во село Сопотница, така наречената рудничка населба, и уште еден водоснабдителен систем за во село Слепче. Тие ни се две поголеми населени места кои што ги заслужуваат овие проекти. Понатаму после повеќе обиди, веќе обезведени ни се средства од влада на Република Македонија, односно Агенцијата за млади и спорт, ќе направиме темелна реконструкција на градскиот стадион, кој што ќе имаме нови собликувални, трибини, ограда со неколку рефлектори. А исто така на општо задоволство на граѓаните на општина Демирхисар, поготово на самохраните мајки и деца без родители. Во завршна фаза е зградата за социјални станови, 24 стана. Тоа се чека сега да се направи техничкиот прием на зградата, понатаму оди огласот, така да 24 семејства ќе бидат згрижени во таа зграда. Исто така имаме... Тоа е во текот на 2015. 2015. Почекуваме најверојатно во мај месец значи наредниот месец да оди огласот, кој би траел месец дена, и после тоа веќе се врши изборот на социјални категории на наши сограѓани. Имаме готов проект со кој што имаме аплицирано до Министерството за локална самоуправа. Морам да кажам, преку во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион, се работи за еден проект за енергетска ефикасност во средното општинско училиште Крсте Петков Мисирков. И уште еден капитален проект, кој што веќе можеби за крај на месецов или почеток на мај да биде тендериран, а го работиме во соработка со Министерството за транспорт и врски. Средствата се обезбедени преку Европската банка за обнова и развој. Се работи за комплетна реконструкција на пумпи и автоматика во бунарски постројки со препумпна станица. Значи се работи за во село Граиште Мургашево. Тоа е проект со кој што се решава водоснабдувањето во Демирхисар, Слепче, Суводол и Котретино за наредните 30 до 35 години. Убаво. Сега тука кога сме да ги спомнеме грантовите, имате ли на овој план некои новитети што би ги истакнале за вашите сограѓани и секако за слушателите на Македонското радио, Радио Скопје? Да, се работи на 9 март минатата година. Морам да спомнам повторно соработката со Центарот за развој на Пелагонски и плански регион. Аплициравме за грант до Јапонска амбасада. Се работи за грант од 76.000 евра за противпожарно возило,
кој што навистина и нашата противпожарна единица го заслужуваше, нормално ние како локална самоуправа, затоа што досега 11 мината пожарникари своите работни обврски ги извршуваа со едно возило старо 48 години и репарирано пред 15 години. Морам да потенцирам дека ние сме по територија голема општина со 480 километри квадратни и навистина овој грант ќе не биде од добре дојде од голем благодет сепак. И можам тука да спомнам еден пример. Во 2007 година, кога беа навистина имаше доста пожари, вкупните штети во Демир Хисар, каде што изгоря навистина многу дабова, борова, букова шума, беа проценети околу 13 милиони 400 илјади денари. Значи некаде се работи за 3 вакви возила кога би комперирале нели со такви цифри кои би играле. Така да голема благодарност до јапонската амбасада, за очекуваме крај на месец мај или почеток на јуни веќе тоа возило да стигне во општина Демир Хисар. Вие значи се соочувате со пожарите. Како беше во изминативе 2-3 години? Имаше ли пожари во Демир Хисарско и како се справувавте? Да се надеваме дека годинава на општо задоволство нема да имаме такви проблеми. Да се надеваме на општо задоволство, поминавме добро, немаше големи пожари и тоа што беше нели регистрирано беше навреме реагирано страна на противпожарната единица, а морам тука да ги споменам и службите нели и групите од шумското јавното предпријатие за стопанисување со шуми. Значи, Јас би додала тука треба еден апел да упатите со оглед на тоа дека летото е пред нас, жештините доаѓаат. Па секако апелите се секогаш добредојдени нели за нашите граѓани. Да се внимава. Да се внимава, нели сепак движењето во шумите со нели фрлањето на тие опушоци, со палење на оган на обично секогаш имаме проблем повеќе со стрништата, нели оние кога доаѓа време на жетва, од она ситуација каде што невнимание пред се нашите земјоделци ги пала стрништата и на таков начин доаѓа навистина до големи пожари и до последици од еномни размери. Отворено студио. Општински подиум. Во секој случај, значи, грантот со јапонската влада ќе ви биде добре дојдено. Има ли и други грантови што ги користите за полезни работи, како споменато во претходно? Па еве со задоволство сакам да споменам уште еден грант кој што ние во соработка со Македонското еколошко друштво. Не се работи можеби за голема сума нели на пари, но оној проект што ќе го работиме навистина е огромен за општина Демир Хисар. Еден предел кој што е своевидно и ремек дело на природата се изворите на река Црна во село Железнец. За пошироката јавност, изворите и селото се само податок запишани во книга, затоа што се недоволно и несоодветно афирмирани и промовирани. Не постои никаква таму туристичка ознака или друг вид на сигнализација, иако селото се наоѓа на регионален пат Демир Хисар Кичево. Значи, аплициравме со еден проект кој што го нарековме мапирање и обележување на туристичко-излетнички ремек дела за изворите на река Црна и Железнец. И од најреномираното, како што спомнав, Македонско еколошко друштво, добивме грант за реализација на овој проект. Меѓутоа, и ние како локална самоуправа заедно тука влегуваме со своји средства. Тука ќе спомнам и помошта на средната шумарска паралелка од Средното општинско училиште Крсте Мисирков и јавното предпријатие за стопанисување со шуми. Може да се очекува за брза реализација на овој проект, да се добие, да обезбедиме на јавна достапност за релевантни информации на подрашјето за изворите и соодветно на нивната важност, да извршиме систематизација, категоризација на самата локација. Во понапредната фаза ќе се пристапи кон изработка на мапа и цртување нели на сето на место што тука ни е битно, го имаме скенирано каде што треба да се заврши тој проект. Кога планирате ова да биде завршено? Повеќе на терен излеговме 2 пати заедно со, нели, како што спомнав, наставниците и учениците од шумарската паралелка. Проектот ни е готов. Очекуваме сега да се подобра само малце временските прилики и веќе започнуваме со самиот проект. Како градоначалник, господине Блажевски, што најмногу бараат од вас граѓаните? Осветлување,
поправање на улици, патишта, тротоари, Па да. безбедни? Тоа се оние секојдневни нели контакти што ги имаме со граѓаните. Токму затоа ве Така, прашувам. најповеќе се потенцира инфраструктурата. Значи локалните патишта што и претходно ги спомнав и навистина посебно сме посветени према изградба на тие локални патишта и можам да кажам дека во Демир Хисар нема досега ни едно село што не е поврзано со асфалт. Така. И тоа не беше наш еден приоритет, нели, што сакаме да го завршиме. Понатаму уличното осветлување што мислам дека досега максимално добро ја Говорам за безбедноста на вашите сограѓани. Колку се води грижа, дали тоа се бара од вас или тоа веќе Демир Хисар го има? Па Демир Хисар веќе го има. Демир Хисар Тоа го е има. убаво да се чуе. Да. Сега би ве запрашала, како градоначалник, секогаш постојат збратимувања со други градови, други земји. Како стоите на ова поле? Така. Па на наше задоволство, ќе кажем, еве, минатата година имавме една одлична ситуација да се збратимиме со општина Балчова од Република Турција. Тоа е една од оние 20 општини кои во 4 милионски град Измир. Останавме таму заедно со делегација од локалната самоуправа, дел од советниците. Останавме 7 дена. Поминавме прекрасно затоа што навистина од страна на градоначалникот и на неговите соработници и морам да ги потенцирам Сдруженијето на македонци што се во Измир, кој што ги има околу 650.000, бевне прекрасно прифатени и најголемата благодет што за понатаму очекуваме соработка со нивни компании. Тоа ќе го дефинираме веќе во јули, значи ние сме во постојани контакти со луѓето од Турција. Возвратна посета очекуваме во јули месец, кога веќе со неколку директни компании сме во преговори за инвестирање во општина Демир Хисар. Исто така ќе спомнам дека во самите тие контакти, она што ни беше од страна на градоначалникот од Балчова прифатено, да со сите оние ресурси и богатства што ги имаме да испромовира општина Демир Хисар во Република Турција. Значи тоа е едно голем благодет за нас, навистина едноставно да не перцепира, да не осознаат оние компании што сакаат да влезат, а имаме ние што да понудиме и со ресурси и со оние природни богатства што може да се искористи во нашата општина. Размената на искуства, мислења секогаш е добре дојдена, Да, секако. А како стоите со соработката со нашите градоначалници и со кои градоначалници најмногу соработувате? Па добро, соработката со градоначалниците скоро со сите, мислам, ја имаме, поготово нели од оние региони како што сме поделени. Меѓутоа, сакам да потенцирам она што сакаме за догледно време да го направиме. Е еден пример со кој што ние како нели сепак општина, можам тоа да потенцирам дека после Охрид сме општина со регистрирани најповеќе цркви и манастири. И една ситуација што ја имаме сега откриено, во почетокот на февруари месечини беше 500 години, се славеше 500 години од погибието на Ѓорѓи Кратовски, 1515 година. Само после 21 година, нели, од смртта на Ѓорѓи Кратовски, во црквата Свети Никола, што претходно ја спомнав, или така наречениот Топлички манастир, после 21 година е отсликан овој светец. Значи, ми се чини за прв пат и на просториите во Република Македонија, а само 83 години после тоа е исто така отсликан во Свети Танаси во Журче. За да во 1624 година повторно имаме уште една фреска од Свети Јован Кратовски во црквата Свети Димитрија во село Жван. Така да ова е една почетна основа за која што ние сакаме да се понудиме, нели, со општина Кратово, да се збратимиме една општина, нели, од југозападниот од југозападниот регион. А она што како
Она што нели основа за тоа збратимување е заедничката, како што спомнав, историска, културна и духовна врска. Така. Сега ова се убаво да се слушна, меѓутоа вообичаено кога разговарам со другите градоначалници, ги прашувам каква е состојбата со вработувањето. Што ќе кажете вие по ова прашање како општина? Па добро. Како е со вработувањето? Што прават младите? Имате ли доволно? Така. Па како што спомнав, наша цел е оние што младите луѓе да ги зачуваме во нашата општина, и во овој дел ќе ви кажам еден податок што е земен нели од Агенцијата за вработување. Моментално во општина Демирхисар во Агенцијата за вработување се регистрирани 1160 лица кои што се водат во агенцијата, меѓутоа од нив околу 450 до 500 се активни баратели. Оној пример со Гришко што е влезе како руски инвеститор, како странски инвеститор во Слепче, е одличен и добар, затоа што моментално таму се наоѓа 74 вработени, а она што го планираме за наредниот проект се работи меѓу 160 и 200 вработувања. Така да борбата, она наша борба со невработеноста, мислам дека за скоро време ќе биде минато, затоа што и она што го работиме со индустријската зона, со веќе компании што се домашни заинтересирани да влезат тука во Демирхисар и да вложат, мислам дека за скоро време, за неколку години, можеби Демирхисар ќе биде една од ретките општини каде што навистина ќе бидиме, односно ќе побараме можеби работна сила од комшиските општини, нели од соседните општини. Така. Тоа е што се однесува до вработувањето, а кога се младите во прашање не може да не го споменам спортот, забавата. Водите ли грижа за нив? И на кој начин тоа го правите? Да, секако. Па кога се младите во прашање, пред се нели за онај пред се тука и спортот во прашање. Имаме 11 објекти спортски, значи во општина Демирхисар, ќе спомнам минатата година веќе со помош на владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт го завршивме повеќе наменското игралиште, кое што се наоѓа во дворот на основното училиште Гоце Делчев. И оно што го претходно што го споменав за 2015 година со финиширањето, односно со реконструкцијата на градскиот стадион, имаме 11 спортски објекти, или по 200, еден куриозитет за нас демирхисарци, по 230 жители на еден таков спортски објект. Значи, тоа е одличен податок, меѓутоа за жал не можеме да се пофалиме со нели некој клубски спорт, затоа што сепак оние финансии што обично се споменува фудбал, ракомет, кошарка, тенис. Да. Значи, што имаме во Демирхисар? Тоа не можеме многу да се пофалиме, до прескоро имавме на фудбалска екипа, но финансиите си го направија своето. Ние како помала општина не сме доволно моќни за да издржиме еден таков клуб, но се надевам дека во понатамошно време дека повторно ќе оживее сега. Што станува со културно-уметничките друштва? Дали се одликувате со некој интересно културно-уметничко друштво? Дали правите размена да одат некаде тие млади напредни? Признанија, награди? Се случува ли нешто такво интересно во Демирхисар? Значи имаме ние културно-уметничко друштво Илинден, кое што работи во склопот на Домот на културата и со навистина е она го викаме аматерско друштво, меѓутоа навистина носи и бележи значајни гордост на Демирхисар. Гордост на Демирхисар. Еве, кога спомнав преска избратувањето со Балчова, веќе на крајот на август веќе имаме покана и нашето друштво ќе гостува во Турција на најголемиот балкански фестивал што се одржува тука. Значи ќе патуваме во Измир во август месец оваа година. Отворено студио. Општински подиум. Летото е пред нас. Би ве запрашала, господине Блажевски, како градоначалник, што се активностите во летниот период и дали планирате нешто ново, интересно, актуелно? Еви за 2015 година, ланската година го имавме културното лето во Демирхисар, како што кажав, првото културно лето од Иване до Мала Богородица. Истото го продолжуваме и за оваа година. Од она што моментално можам да потврдам, се работи за еден симпозиум кој што сакаме да го направиме на 6 јули, значи пред Инванден. Се работи за еден меѓународен симпозиум
каде што ќе учествуваат повеќе академици, значи не само од Македонија, туку и од соседните држави, на тема манастирот Свети Иван Претеча. Значи сето тоа ќе бидат текстови, теми поврзани со манастирот Свети Иван Претеча и текстови што досега не биле излезени нели во јавност. Овде морам да потенцирам дека сето ова го работиме повторно во соработка со Естра, македонско со Преспанско-Пелагониската епархија и сепак локалната самоуправа. Значи се работи за еден проект кој што навистина понатаму го збогатуваме нели она културно-историско богатство во општина Демир Хисар. А понатаму во меѓувреме ќе се посветиме и на другите програмски активности што ќе бидат со кои што ќе биде одбележано и тоа културно лето. Значи како што спомнав од Иванден до Мала Богородица. Така. Бидејќи времето полека, но сигурно ни изминува, би ве запрашала за крај дали сакате нешто да им кажете на вашите сограѓани, на слушателите на Македонското радио, што во изминативе минути не ве прашав, а би сакале да го истакнете. Па добро, јас сепак би ги поздравил моите сограѓани, нели, и можам да очекува дека и понатаму на она што било ветено, нели, што било излезено пред граѓаните со мојата програма, дека максимално посветено и верно ќе бидам посветена на реализација на сите тие проекти и за сите оние ситуации во кои што во меѓувреме нели би искрснувале како проблеми, дека заедно ќе бидам секогаш со нив. И ќе ги решавате. Значи Секако, довербата заеднички. треба да се оправда, а не само да се добие. Секако. Јас ви благодарам за учеството во Општинскиот подиум и ви посакувам многу среќа и успех во исполнување на вашите планови. Ви благодарам и вам. Единствен јавен сервис на граѓаните. Македонско радио, Радио Скопје. Отворено студио. Општински подиум. Почитувани, тука ја затвораме денешната страница посветена на Демир Хисар. Градоначалникот Љупчо Блажевски ви ги изнесе најновите нешта што се случуваат во оваа наша општина. До наредниот општински подиум имајте убав ден од мене Наташа Андреевска, заедно со тон мајсторот Билјана Куновска и асистент продуцентот Милка Видовска. Останете во добро расположение со априлската пролет на Македонското радио, Радио Скопје.